Така е, Бране. Во Битола се случуваат многу работи, а во следните 3 дена ќе се случи фестивалот 300 работи 300. Станува збор за 13-тото издание на фестивалот за литература и аудиовизуелна уметност. Повеќе околу програмата и концептот на овој фестивал ќе поразговараме со организаторот Игор Трајковски Фоја. Добро утро, Игор. За почеток, 300 работи 300, како дојде до ова име и каков е концептот? За каков фестивал станува збор? Добро утро до цела македонска публика и благодарност до вашиот медиум што ги покрива овие културно значајни и уметнички настани кои се случуваат во нашиот град. 300 работи е една фраза која битолчани често ја користат кога се зафатени, ке речат имаме 300 работи, но исто така се поврзува и со камерата 300 на Браќа Манаки, а ова е фестивал за литература и аудиовизуелни уметности и од тој аспект стигнавме до ова име пред 13 години. Од тогаш наваму, веќе 13 години без прекин се одвива ова, да речем, збиднување во Битола. Оваа година ќе биде низ 3 локали во центарот на градот, од 11 денес до 13 среда, во 20 часот, секоја вечер имаме разновидна програма. Каков е концептот на фестивалот? Прво, како идеја, кога се створи фестивалот, беше да се доближи публиката со создавачите на делата. Подосна вторите со конзументите. И од тој аспект ние првична идеја е да им дадеме простор на млади автори, дебитанти автори, да излагаат со изложби, да излагаат со нивни дела и да се публикуваат нивни дела. Ова година исто така имаме 2 книги кои се од, да речеме, дебитанти, млад, зашто е релативен поим. Така да продолжуваме со нашиот концепт. Ова година мотото е од збор до свет, дека градиме светови 13 години, од книгите градиме ние наши светови поврзани со уметнички дела и разни аудиовизуелни дела. Што предвидува програмата? Што ќе се случува во наредните 3 дена? Па денеска ќе биде промоцијата на колегиумскиот записник број 12, тој почна втората година, затоа е број 12. Тоа е збирка на дела на сите учесници во фестивалот. Било да се тоа прозни, литературни дела или па некои фотографии, слики, може и есеи. Секој што е заинтересиран ги испраќа на конкурсот и делата кои задоволуваат критериумите се дел од ова дело. Во ова дело имаме и ретро дел од пред 12 години, зашто не така ни дојде баш некој повторување во размислувањето на некои автори и ќе можат да се потсетат авторите на нивните дебитантски дела и сегашните дела. Утре имаме промоција на книгата "Де вас митаха и да вам пада" од магистар Зоран Таневски. Ова е еден амалгам од илустрации ликовни и мисли за истокот, кој што се еден тип на источна, да речам, духовна литература, кој го дрзнале авторот да наслика неколку дела. Утре ќе биде исто изложбата на тие дела, но за тие слики има тој некои толкувања, поврзани со источката, да речем, духовна мисла. И мислам дека е интересна за луѓето што ги интересира тој начин на размислување. А во среда имаме исто дебитантска книга на познатиот за сите Сашо Паркет, фронтменот на групата Паркети. Тоа е една, ние често сум уредник на таа книга. Тоа е една автобиографија која што не води низ лавиринтите и на срцето. Еден човек кој шета меѓу западните вредности и источните, многу интересни негови видувања. Сето обвиткано во една голема љубовна приказна, така да секој што е заинтересиран среда може да дојде да ја види оваа книга. Дали е тешко во континуитет да се одржува еден ваков фестивал од ваков тип и што има зад себе оставено? На тие околу мене сигурно му е тешко. И мене предпоставувам на поедни пати, но кога се сака нешто, тоа е фраза, но во случајот е вистина, кога се сака се успева. Признанијата доаѓаат подоцна. Во 2018 започнавме со работа со Чешката национална библиотека и тоа што го правевме, значи, во претходните години и сега понатаму што го правиме, вроди плод, затоа што сите овие публикации од македонски автори и на македонски јазик продолжуваат да бидат дел во одделот за славјанистика во еден од големите културни центри во Чешката библиотека национална во Прага. И тоа ни е огромно задоволство. Така да наградата е од тој аспект. Дали е тешко? Имаме постојано нови искри, нови автори кои ни даваат нова сила
и со задоволство секоја година продолжуваме да работиме. Ова година сме дели од програмата на Битфест и поддржани сега финансиски од општина Битола и културното лето во Битола. Фестивалот го организира Сдруженијето Латерал. Да, Сдруженијето Латерал е коорганизатор, пошто јас прво пред да биде создадено Сдруженијето јас бев главен организатор и како такво Сдруженијето ја воспостави со Италија исто соработката оваа година, со што овие дела одат и во Италија. Делегација од Италија беше во Битола и се надеваме на уште поголеми плодни соработки меѓународни, пошто делуваме ние и локално, гледаме да делуваме и глобално, пошто ние сите сме врзани садови. Македонското творештво е во центарот на твоето делување. Лично ќе искористам оваа прилика и за твоите лични достигнувања во текот на оваа година, да проговориме кратко. Фала ти, точно така, тоа што најмногу знаме да пишувам и оваа година излезе и мојата 8-ма публикација, Ноќта, филм кој се чита. Таа е поддржан од Министерството за култура и таа е, да речеме, некој круна на моето творештво, пошто е работев изминатите неколку години, создавано од сценарио кон роман, обратен процес. Оваа година беше плодна, како што е за фестивалот, со неколку публикации за мене. Уште пролет имав публикација за моите песни, збирка на песни, Елисејски ехо. Понатаму на почетокот на Битфест беше промовирано во самата програма на сајмот за книги, имавме промоција на Излез и на Земја на отпад. Тие се два мои драмски текста, од која ние можам да издавам дека се преведува во една од нашите соседни земји. И сега можам да најавам дека септември работам на крајна публикација за оваа година. Ехо на вековите, од Курбиново до модерна Италија. Тоа е еден есеистички процесна истражувачка книга во која што произлегуваат визуелни дела, фотографии од Курбиново, од предренесансиот период, поврзани со модерна Италија денес и едно и мои согледувања помалку и филозофски, естетски наречено, кои мислам дека ги бидат интересни, ќе бидат во програмата на фестивалот Браќа Манаки. Така. Игор, за крај јас само ќе кажам дека секој труд се вреднува и на 19 септември ќе присуствувате во Италија на доделување на награда, за тоа ќе проговориме во некоја следна прилика, а с нас не останува и веќе како што кажа самиот фестивал, како што го добил името од познатата изрека имам 300 работи, се надевам дека битолчани и оние кои што имаат 300 работи ќе најдат барем малку време и ќе посетат еден од настаните во следните 3 дена од фестивалот 300 работи 300. Бране?